Имаме проблеми на овие локации, како што знаете, на тие локации претходно беше интервенирано од наша страна и беа поприлично променети дел од светлосната сигнализација, но за жал поради вандалско однесување на поединци истите беа уништени, особено централните места за контрола на самите семафори. Спроведена е постапка, изберен е изведувач кој што треба да направи комплетна реконструкција на 3 раскрсници во градот. Тоа е едната локација, значи кај градскиот пазар, втората локација е кај школска амбуланта и третата локација е кај раскрсницата Народна револуција, трета македонска ударна бригада, и јас очекувам веќе од следната недела да се отпочне со реконструкција и замена на постоечките семафори и контролни уреди на овие локации, што се однесува да четвртата локација која што ја споменавте, а тоа е времениот пазар на влезот во населба Перо Чичо. Дополнително ќе се изврши реконструкција на поедини технички проблеми, отклонување, но мора да ви информирам, значи дека кога свети жолто светло и кога трепка, тогаш не се работи за дефект, туку се работи за исклучување на таа раскрсница од страна на сообраќајната полиција, која што е единствено овластена да го прави тоа. Во соработка со СВР Куманово и во соработка со ресорното министерство, кога отпочна овој проект на територија на нашиот град, дел од тие раскрсици по нивно барање беа исклучени од употреба поради тоа што на некој се создаваше дополнителен метеж поради техничката неисправност, се со цел за да може истиот систем кој што го имплементираше и го постави МВР да функционира, но како и да е го поддржувам овој проект, затоа што сметам дека безбедноста на нашите граѓани треба да биде на прво место. Ако се сеќавате, пред неполн месец дена, токму на оваа раскрсница во близина на ова училиште, имавме едно дивење од страна на несовесна наша сограѓанка со патничко моторно возило, кое што беше исто така и уништена и дел од светлосната сигнализација, но и дел од постоечката инфраструктура.